Исцелителната моќ на светецот Пантелеимон и светата вода покрај манастирот што го носи името на светиот лекар, кој го оздравува и духот и телото на верниците, и оваа година ги собра верниците од истокот под звезденото небо на Голак на највисокиот врв Чавка, да ја продолжат традицијата со големиот Голачки собор. Јас сум таа од древено, од Злетовското. Мојата баба, она на магарето ќе качеше јагнето, ќе го врзеше со збисаги и ќе доеше на овој празник. Тука она ќе преспиеше и курубан донасаше. И овој Пантелеим ние сме го запомниле уште од деца. Традиција има, јас од 15 мои години тука, сам доаѓал на тој собор и увек има народ и народ. Било е и посиромаштија, сега добро, со магариња се е додело, со коње, со пешки. Од Българија, за собора да гледаме. Се допаѓа? Бевте до манастирот? До манастирот, црквата бевте? Дојдов од Бугарија специјално за овој празник. Бев до црквата и сега ќе го гледаме концертот. Навистина е убаво. Идваме почти всяка година да гледаме, многу ни харесва. Стариот манастир беше претесен да се соберат сите верници, кои палеа свеќи за здравје, продолжувајќи вековната традиција поврзана со овој празник. Од самото житие знаеме дека свети великомачик Пантелеимон потекнува по мајка христијанка и татко незнабожец. Тој уште од мали години ја учил христијанската вера од неговата мајка, исто така како дете го изучил и лекарскиот занает, лекувал од многу болести. Со Голачкиот собор живе и фолклорната традиција. Годинава голачките фолклорни средби, идеја на влюбеници во фолклорот од Делчево, одбележаа 23 години од постоењето, а на сцената под звезденото небо на Голак настапија 12 фолклорни друштва од Македонија, Бугарија, Турција. Овде прв пат доаѓаме, не знам децата од културно-уметничкото друштво може биле, а ние како група прва година ние оваа година. И па убаво е многу. И местото е убаво. Щастлива съм, че за втори път читалището от град Добринище участва на 23-тия фестивал. Срекна сум што за втор пат сме дел од оваа убава манифестација и учествуваме на фестивалот со големо задоволство. Срекни сме бидејќи сме дел од учесниците кои ја поддржуваат изворната традиција. Дојдовме в Делчево, трета година идваме. Трета година доаѓаме и со задоволство учествуваме на овој фестивал. Овде создаваме нови врски и контакти со другите групи кои настапуваат. Којато е фолклорна певческа група кам читалиштето. Мислам дека ова е во последните неколку години еден од подобрите фестивали, бидејќи сепак гостите од Турција се шампиони во фолклорот во Република Турција. Имаме 3 фолклорни групи од Република Бугарија и за прв пат можам да кажам дека значи комплетно гостите и фолклорните групи настапуваат уживо. Фестивалот е поддржан од Министерството за култура и општина Делчево, а е во организација на Националната установа Центар за култура Никола Јонков Апцаров.